Започнаа воредните контроли во детската градинка Павлина Велјанова во Кочани. Детална анализа на лицата и просториите каде се подготвува храната за децата направена е во сите 4 клона, информираше директорот на установата Иван Панов. Воредните контроли ги врши Кочанскиот центар за јавно здравје, на барање на градоначалникот Димитровски и директорот на градинката. Медицинската екипа составена од доктор Олга Пендевска, специјалист по хигиена и здравствена заштита, и доктор Натка Карамфилова, специјалист епидемиолог, со техничари од центарот, земаа мостри од храната наменета за децата, од работните површини, како и брисеви од раце и нос на персоналот кој работи на подготовка на храната. Резултатите од спроведените анализи ќе бидат готови за 2 дена и доставени до директорот на градинката, информираше доктор Благица Ѓурковик, директор на Центарот за јавно здравје. Контролите засега ги спроведуваат екипи од Центарот за јавно здравје, а понатаму ќе следува воредна инспекција која ќе вршат Државниот санитарен здравствен инспекторат и Агенцијата за храна и ветеринарство. Воредните контроли се под наредба на Министерството за здравство, по труењето со храна на 16 деца од Скопската градинка Детска радост, од кои кај 6 беше утврдено присуство на бактеријата салмонела, а во храната присуство на патогени бактерии. Вакви анализи ќе се прават и во сите основни училишта, каде што се служи храна со посебен акцент на испитување на компаниите што ја обезбедуваат храната или кујните каде што се подготвува храната, дали имаат обезбеден ХАСП систем. Контролите ќе бидат завршени до крајот на годината и во првата половина на јануари идната година ќе биде готов деталниот извештај за состојбата од овој аспект во сите детски градинки и училишта во државата.